вечер, вие сте со најновото издание на 24 анализа. Се поизвестно е дека неговото височество, буџетот за 2013 година нема да биде изгласан до 31 декември. Во какво сценарио тогаш ќе влезе Македонија, може само да се предпоставува. Она што е интересно кога станува збор за буџетот за државната каса, во овие моменти премногу се чини дека е навлезена политиката и дали може да се најде излез и можно ли е Македонија до 31 декември да го добие буџетот за 2013 година. Ништо не навестува дека тоа ќе се случи, затоа вечерва разговараме со политичките аналитичари Сашо Ордановски и Владимир Божиновски, токму на тема политиканство на буџетот, но пред да ја започнеме дискусијата, анализата, јас предлагам да погледнеме еден дел од оно што се случуваше вчера, значи во недела, во Собранието на Република Македонија, па ќе се вратиме назад. Деловникот не е пречка, тоа мислам дека е расчистено. Вие завршивте со процедурално. Не викај отамо, те молам. Не викај, после се вреđаш. Да. Да, знам дека сте се пријавиле, меѓутоа, колеги, еве ќе му дадам збор на колегата за процедурално. Тишина, ве молам тишина, да дозволите да работиме. Ставам на гласање кој е за тоа. Како ставаш на фашисти бе држава ја упропастивте Македонија. Ја упропастивте Македонија, фашисти. Вие ќе ја оправите. На Комисијата за труд и социјална политика едно процедурално дава председателката. Само тоа да го знае јавноста. Што е? Ајде, ќе ме тепате? Ајде. Кога рекове продолжуваме со работа, дојдоа, ги фрлија микрофоните, се джапав и јас и они со микрофоните. И добро, ноктот ми го скршија, сега морав тука да го ставам, немам ножички да го исечам, за да не се повредам повеќе. Цветанка ме удри по рака, се збесна, едноставно збесна, луѓе. По однос на обвинувањето дека сум ја нападнала господја Дулич, мислам дека е небулоза, ова е спинување, ова е барање начин како по секоја цена да се обвини некој друг за настанатата состојба во собранието, а не самите ВМРО ДПМН. Мислам дека, еве, гледате, господја Благородна Дулич е жива, здрава, ништо не и фали и понатаму продолжува да го крши деловникот за работа на собранието, но на штета на демократијата во Република Македонија. Важно дека ние се изнасмеавме за сериозна работа, буџет за 2013 година. Божиновски и Ордановски, нормални ли се овакви реакции? Станува збор за државна каса за буџет за 2013 година. Ја прав или Сашо? Се исто. Ајде. Во принцип, значи, не може да збориме за нешто нормално, бидејќи уште од самиот старт целата оваа ситуација е, мислам, вон секоја логика. Бидејќи буџетот како таков треба да биде донесен не само заради државата, туку и заради перцепцијата кон една држава. И буџетот во принцип го носи мнозинството. Значи, оние кои што победиле на избори, тие го креираат и тие го носат. Тие всушност за тој буџет и добиле доверба. Цела оваа ситуација која што настана, мислам дека не оди во прилог најмалку на Македонија, а исто така и не оди во прилог пред се на опозицијата која што започнува, како да наречеме, шарада во собранието. И ова не може да се гледа како изолиран инцидент. Значи не е само ова настан сам по себе, туку има и тоа една серија на случувања и секогаш мора да гледаме малку и пошироко. Бидејќи доколку говоревме само за буџет, тогаш тука требаше да дојдат економисти да говорат за буџетот, да го дискутираат. Но ова е само еден дел од онаа поширока слика за која што ќе дискутираме. Има голема политика во овој дел.
Не, ова све е политика, нема голема политика, ова све е политика, затоа говорам, треба да гледаме една поширока политичка рамка, не од економска. Имав неколку прашања и ме интересира коментарот на Ордановски по однос на што случуваше вчера. Дека се скрши ноктот на госпоѓа Дугиќ. Јас за разлика од Владко мислам дека ова се што се случува е многу логично. И се разбира дека е политика и ќе се обидам да објаснам како ја разбирам што е политиката за ова и кога имам дека таа работа не многу луѓе ја разбираат. Недонесувањето на буџетот на Македонија, според законот за буџет, има логично продолжение. Во членот кој тоа го предвидува, вели дека ако не се донесе буџетот до 31 декември, тогаш буџетот продолжува да служи како привремен буџет, се носи после првиот квартал до март, ако успеат да го донесат, а ако не, потоа го носат уште за 3 месеци во јуни. И тоа е еден нормален тек на трошење на парите, бидејќи парите нормално се собираат во буџетот, но под привремен еден режим. Таму има една квака, која што луѓето, а гледам ни експертиве не ја фаќаат баш многу, кој што вели дека трошењето на буџетот од јануари па натаму не може да биде поголемо по месец колку што било во јануари претходната година. Сега, ако се знае дека во Македонија се спремаат избори во март, и ако се знае дека владава прави буџета, тоа сега во цифри се надам ќе го разговараме, кој што е апсолутно изборно скроен буџет, она што се обидува уствари опозицијата да го направи е да го оспори таквиот буџет, бидејќи веројатно предпоставувам не сака да се доведе во ситуација како што беше на претходните избори, кога се земаа 200 милиони колку се зема од ММФ па се потрошија за изборни цели, како што беше во 2009 година кога 170 милиони се потрошија евра, говорам, за изборни цели и така натаму. Изгледа дека ова СДСМ нешто меѓувреме и научила. Така што СДСМ мислам дека се обидува да влезе во изборна година, а да ги ограничи средствата на владата со кои владата, а тоа сега ќе го разговараме во цифри, би сакала да купува гласови. И тоа мислам дека е логично однесување на една опозиција. Овој фолклор не го коментирам ова сега. Тргање микрофони, имате пензионери, имате. Секогаш ги видите пензионерите, нема никој од пензионерите нити од овие што се административци и така натаму да биде допрен со недонесување буџетот. Буџетот ќе продолжи да се извршува во привремен режим и сите пензии и плати ќе бидат донесени. Проблемот е што владата не ќе може да зголемува, да вработува, да троши на други работи. И затоа е владата толку загрижена и затоа мислам дека на крај ќе отиде на ова што го говори Владко, дека ќе искористи својата мнозинска позиција за да го донесе буџетот. Но тоа не е така едноставно. Владата имено промовираше овој принцип на амандмани, и тоа го гледавме како владини партии го прават и се постава прашање ако можат владини партии така да се однесуваат, кога беа предупредувани дека е тоа политички неодговорно, дури ми се чини на многу почувствителна тема, на меѓуетнички односи. Бидејќи знаете како е, нема Македонија да пропадне ако има привремен буџет, ама ќе пропадне ако има меѓуетнички проблеми поголеми отколку што може да ги издржи. Така што сега ова им се враќа на владините партии на начин на кој што тие го искреира. Сега опозицијата искреира едно чудо амандмани и ќе биде занимливо да се види како ќе успее власта да ја надмине оваа реална и би рекол легална блокада која што се обидува да направи опозицијата. Така, Божински, вие велите буџетот го носи мнозинството. Да, не, само да се надоврзам на Сашо, тука се појави еден проблем, ако е ова легална и нормална блокада, тогаш значи дека секој може секогаш да блокира буџет. Именно, не само буџет, сите закони како што видовме со законот за борците. Тогаш не требаат избори. Па тоа сакав да го кажам. Тогаш не требаат избори. Точно тоа го промовираше власт. Практично ги поништи изборите и го блокираше парламентот од позиција на власт. Буџетот е таа една основна карактеристика која што на некој начин ја символизира поддршката на народот кон определена политичка опција која што е на власт и начинот на кој што таа ќе ги троши парите. Доколку тоа не му се допаѓа на народот, се разбира дека многу лесно може да ги смени. Значи ли тоа дека дека опозицијата треба да напушти парламентот? Видите, власта ако победила еднаш на избори, не и треба опозиција во парламент. Видите, буџетот е клучот за водењето на државата. И една опозиција ја користи приликата на својата позиција за да направи инпути, интервенции токму во буџетот. Да, Саша, во случајов опозицијата сака да се наметне како креатор на буџетот. Јас не би рекол креатор. Опозицијата бара од буџетот да се заштедат околу 2-300 милиони евра. Како да се буџетот заштедат? Буџетот е 2,7, јас ќе ви кажам како. Добро. Значи, дозволете да ви кажам како да се заштедат. Само дозволам Божиновски. Сакаш да ме прашаш нешто? Сакам апропо Сашо што го зборуваше и вие што го начнавте дека буџетот го носи мнозинството,
Добро, ова може би нормална реакција затоа што кога стана збор за буџет, бидејќи буџетот секогаш е компромис, се прави компромис, ако погледнете и во светот, видите во Италија што се случува, Монти поднесува оставка, видите во Америка што се случува. Тоа не значи дека ако сега мнозинството претпоставуваме од ВМРО ДПМН дека треба да си го донесе буџетот онака како што Ана умила, затоа што има неколку 300-400 илјади луѓе гласови кои што гласале за опозицијата, тоа што значи дека тие не треба да бидат опатени. Не, Мишко, во грешка си, за опозицијата гласаа повеќе од колку за Едно е да бидат вклучени, едно е да бидат вклучени, а друго е да се обидат да го креираат самиот буџет. Или да го блокираат намерно како што е сега во случајот. Може да го креираат токму со таа серија на амандмани, затоа велам во Америка е компромис. Ова серија на амандмани е за блокирање на буџет. Значи не зборувам за 1200 амандмани, зборувам за неколку амандмани. Видите што Тоа е друга работа. Во принцип си им постои едно правило на фер игра во политиката, каде што власта е таа која што го носи буџетот. И власта е одговорна пред народот за трошење на тој буџет. Не опозицијата. Опозицијата може да го критикува тоа што го прави власта и на следните избори да добие довербата, доколку народот смета, се разбира дека што тоа е прави така. власта, да речеме, со буџетот за 2013 година. Поставката за патување и за дневници имате покачување од близу 20%. Од 2013 година, која што е година во која што веројатно ќе биде најдлабока криза. Што покажува тоа? Или власта ќе оди и ќе прави влада во бегалство, бидејќи не знам зашто 20% дневници треба да се покачат, или се спрема за локални избори каде што со пари од моите и вашите, ја не знам за кого вие сте гласали, не знам и јас за кого сакам да гласам, треба од пари од нашите да финансираме изборни кампањи. Трошоците за телефони се покачени меѓу 5 и 27%. Кажете ми, Владко, за која тоа буџетска ставка го креира буџетот владата за 2013, ако и самиот не признаете дека се тоа изборни пари? Во буџетот кој што го предлага владата има да се побара објаснување, точно зашто се тие пари. Ама тоа никој не го спори. Ја ви кажувам, ја ви објаснувам зашто се. Спорно е блокадата на буџетот. Зашто се. Тоа е проблемот. Значи, владата предвидува во следната година повеќе пари за Скопје 2014 отколку за градење патишта, железница, енергетика, гасовод, заедно и тоа 3 пати повеќе пари. За довршување на музеите, археолошкиот музеј, зградата Кривичен суд и така натаму. Кажете ми, зашто треба во кризна година, како што е 2013, Министерството за финансии да потроши милиони евра за нова зграда? Затоа имаме избори во март. Ако е тоа како што велите така... Затоа имаме дебата за буџет во декември. И сега, како да ви кажам, не ако е тоа така, јас ви кажам дека е така. Значи имате цифри кои што се онака. И се немојте да очекувате дека опозицијата ќе биде наивна. Се разбира дека нема да прифати сите граѓани да финансираат изборната кампања на ВМРО како што се случуваше порано. Добро, ова се све предпоставки. Значи тие предпоставки се разбира дека треба да Какви предпоставки, цифри се го прашате? Па тие